Повторно растат цените на дериватите. Регулаторната комисија за енергетика одлучи бензините да поскапат за 7 денари, а дизелот за 6,5 денари за литар. Бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 од полноќ се продаваат за 86,5 денари за литар и 88,5 денари. Цената на дизелот за 1 литар е 92 денари. И екстра лесното масло за домаќинство поскапува за 7 денари и ќе се продава за 89,5 денари за литар. Me të kuptuar që çmimet e derivateve do të shtrejtohen sërish nga mesnata. Qytetarët janë mësyn pikave të karburantit ku po presin radhët për të mbushur atë sa ju japin. Në disa vende po japin të kufizuar nga 1.000 denar, por ka dhe pikat të karburantit që janë mbushur mend nga java e kaluar, nga kontrollet e Inspektoratit Shtetëror të Tregut, të cilët nuk po kufizojnë derivatet dhe si rrjedhoj po mbushin qytetarët sikur automjetet ashtu edhe kamionet më të mëdhaj. Shtrajt, po, shka me bostës. Nësi kjo kriza botërore, dhe se ka pak tolerancë, jo akciza, jo të vësheja, pak me zbrit, ma mirë kam. Sa e vështirë për buxhetin familjar? Po që tash du të me bushe dhe ma bes me vozit janë një muj. Pa sa po ju japin? Apo japin? Po japin, sa dush. Се знаеше дека ќе се поскапи да беше горивото, значи тоа е еве сега од полно ќе пак ќе се покачи. Колку е тешко за семеен буџет? Па нормално дека е тешко што не можеш да одвоиш на пример горивото, ете на пример сега на пример ќе се намали сега моментално. Јас на пример речеме до работа и само до дома. Не може на пример да се вака да се опуштам да возам пример че ме низ градот. Граѓаните размислуваат да ги остават автомобилите во гаражите и да бараат други превозни средства. Сепак има и такви кои донеле одлука да се движат со алтернативни средства како велосипед. А ти ju sugjeroj që mos më i përdor pa nevojë. Po. Kjera. Po, ma nevoja që paqare në Isus. Po. Ama duhet me rregullu kjo, jo se për naftin, ama kjo është shumë, duhet me vuna e ren tjetër në vozitme. Да, сигурно ќе размислам. Веќе размислувам. Не знам што ќе правам. Друг начин на превоз? Да, најверојатно. Што значи Али ова живеам за далеку, семеен така да морам детето да го носам до школа и сигурно ќе немам друг избор, ќе морам со кола. Од Регулаторната комисија за енергетика велат дека денешната одлука за цените на нафтените деривати е резултат на растот на цените на нафтените деривати на берзата, како и на континуираниот раст на доларот во однос на денарот во изминатиот 5-дневен период. Истовремено РКЕ им дава инструкции на нафтените компании да ги намалат малопродажните цени за 2 денари по литар, согласно попустот што го договори владата со главниот снабдувач ОКТА, што ќе им овозможи на граѓаните директно да ги почувствуваат придобивките од ова намалување. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека проверките продолжуваат на терен и засега постапуваат по поплаки на граѓаните за да не се сокријат залихите на дериватите кои по полно ќе се продаваат по новата цена. Заклучно со трите мартовски понеделници, цените на дериватите се зголемени за близу 25%, но надлежните велат дека и понатаму остануваме наевтини на Балканот и Европа.